Добре дојдовте на каналот Античка литература. Јас сум Даниела Тошева. Денес имаме еден сензационалистички наслов "Кастрирањето на Атис", прикажан во 63-та песна на Кату. Ова приказна е позната преку различни верзии. Например, две различни верзии ни даваат Диодор Сиколски и Овиди. Во двете верзии Атис се појавува како млад љубовник на божицата Кибела. Кај Овиди тој е наведен да и се заклне на вечна верност, но го прекршува заветот со една нимфа, затоа Кибела ја убива, пошто тој од каење се кастрира. Кај Диодор пак нема кастрација. Атис бил убиен од таткото на Кибела кога станува јасно дека таа забременила од него и тоа ја довело до лудило. Во таква состојба таа скита по планините, дивијачки жалејки го Атис. Мотивот на дивината се пресликува и во песната на Кату. Кату очигледно бил запознаен и со епиграмите од антологија Граека кои се занимаваат со оваа приказна, но тој не се занимава со централниот мит на култот, туку дава нагласок на два клучни детали. Тоа е Фригија како локација, каде што се случува чинот на кастрирањето, кое што е последица на заматеност на умот. Значи, тоа е вториот детал. Што се однесува до последново, додека источниот анатолскиот Атис бил принудно скопен, како казна за неверство или сам се казнува, во состојба на очај, Катуловиот Атис не го прави тоа така. Тој во миг на занес, со намера да служи на божицата како Галус, се кастрира и станува Гала, придружничка на. Но, откако го извршува тој иреверзибилен чин, трпи маки на кање и тука ни е вториот дел од песната. Како се соочува со последиците. Пред да ја видиме песната и Атис, предлагам да се запознаеме накратко со Кату. Кој е Кату? Од античките извори знаеме дека е роден приближно 84-та година, живее 30-на години до 54-та година пред нова ера. Тоа е последните децении на републиката. Роден е во Верона, но умира во Рим. Потекнува од едно благородничко семејство, хуми нобилес, затоа и е пратен во Рим за да го истера тој курсус хонорум. Како што вели во 68-та песна, Рома е вивимус, ила думус, ила михи седес, илик меа карпитур аетас. Исто така од песните знаеме дека имал кратка државничка кариера, бил во придружба на преторот Немиј во Битинија, но се враќа разочаран и понатаму не продолжува со политичката кариера, туку почнува да се дружи со едни поети кои што Кикерон погрдно ги нарекува неотерици, затоа што одстапуваат од моделот римски традиционален одени и се следбеници на хеленистичката поезија, која што им ја представува пред се Партениот Никеја. Од песните знаеме исто така дека имал брат кој што почина далеку во Троада, не спомнува мајка татко. Најпознат е по тоа што бил во љубовна врска со една жена што во своите песни ја нарекува со псевдонимот Лесбијан, која според античките извори знаеме дека била Клодија Метели, една благородничка, сопруга на конзулот Метал и сестра на озлогласениот Клоди Пулхер. Припаѓал, како што реков, на литературниот кружок на неотериците, кои што, за разлика од поетите од следната генерација, не се под патронат на некој богат граѓанин, бидејќи самите припаѓаат на повисоките општествени слоеви во Рим.
Она што е зачувано денес од Кату е една збирка со 116 песни, приближно околу 2400 стиха. На сликата овде го гледаме првото печатено издание Инкунабулум во 1554 година. Збирката е поделена на 3 дела. Се разбира, тоа не го направил Кату, туку е подоцна. Значи, првиот ракопис има таква поделба и од првиот ракопис сите понатамошни ракописи ја следат таа поделба. Првиот дел се полиметричките лирски песни од 1 до 60, следуваат подолгите песни од 61 до 68 и епиграмите од 69 до 116. Што се однесува до митот за Кибела и Атис, тој продолжува понатаму да биде популарен. Овдека гледаме еден релјеф, жртвеник што е посветен на Кибела и на Атис. Ја прикажува Кибела на кочија што ја влечат лавови, како што ни ја прикажува и Кату на крајот од песната. А Атис е потпрен на светиот Бор. Песната можеме да ја поделиме временски на 2 дена. Првиот ден е кога го фаќа занес, лудило, губи памет и се кастрира за да влезе во култот на Кибела. А вториот ден е денот кога се буди, паметта му се враќа и сваќа што направил и се кае. Меѓутоа веќе е доцна. Песната започнува in medias res. Атис со својата придружба од Гали, придружници и следбеници на Кибела, веќе се наоѓа на Фригиска гора. И започнува. Носен на длабоко море, во коработ забрзан Атис, желно со стапало лесно во Фригиска гора да стапне, влезе во храмот темен на Божица, обвиен в шума. Помама луда го фати, ја изгуби паметта тогаш, откина товар од себе со наострен зашилен камен. Кога пак осети дека си остави тело без машкост, уште и земјата дека со крвца ја извалка свежа, со белите раце го фати, забрза на лесниот тимпан, тимпан Кибелина туба, твоја богослужба мајко. Шуплива бикова кожа, тресејки со нежните прсти, започна таа да пее на своите друшки во занес. Пред да видиме што им пее на своите друшки, ова што ни го представува Кату не е непознато во Рим. Значи, култот на Кибела влегува во Рим, знаеме, некаде кон крајот на 3 век пред нова ера, и тој се смета за екзотичен култ затоа што изведувачите на таа процесија се претежно странци, грци, пеат песни на грчки јазик, инструментите кои ги користат исто така се екзотични источни инструменти, претежно се удирачки и дувачки инструменти кои што се поекстатични, музиката е поекстатична. Придружниците, следбениците или жреците на Кибела биле евнуси пред се, како што станува впрочем и Атис во оваа песна и оние на кои им се обраќа. Кога ќе си ја одземе машкоста, Кату веќе го представува Атис во граматички женски род. Тој сега веќе е феминизиран. Сега Атис им се обраќа на придружничките, вели, заедно одете Гали кон вишниот лак на Кибела, заедно одете стадо од скитници на Диндимена, кога ќе барате тугина, како изгнанички брзо, следевте насока моја, придружнички, јас ви бев водач. Немили далги и жестоко море поднесовте вие, скопивте тело од омрза страшна спрема Венера. Венера е Афродита, божицата на телесната љубов. Значи, сите придружнички се евнуси, фактички, кои што се кастрирале претходно.
Душа на Господја наша, веселете слутања брзи, бавење сега нек нема, тука ајде следете ме на кај фригиски дом на Кибела, кон Божите фригиски шуми, каде одекнува звукот на кимбало, ечи и тимпан, каде што свирачот фригиски свири на кривата писка, каде мајнадите диво затресуваат глави со бршлен, каде од силните викој свештениот лак се треси, каде скитачите Божји да лутаат свикнале таму, затоа личи да ние забрзаме си игриви танци. Така, значи ова е опис на една процесија, екстатична процесија, ги исполнува и мајнадите или менадите, што значи полудените, тоа се придружничките на богот Дионис. Жените кои во состојба на лудило растргнуваат живи животни. Спарагмоз се нарекува тој процес. Исто така е карактеристично тоа што го прават во горите, во планините, надвор од цивилизацијата. Но што се случува вториот ден? Еве, откако поминала таа процесија и легнуваат изморени и свештениците, придружниците и самиот Атис, следниот ден наспани се будат, вели, но кога сонцето с блескави очи на златното лице осветли небеса бела и жестоко море и земја, оттера сенки на ноќта со коњите пргави живи, тогаш и сонот си замина брзо од будната Атис, се уште е во женски род. Компаситеа божицата во прегратка трепетна појде. Така, по одморот тивок, без јароста жестока Атис, самата в срце си спомна што има сторено таа. Виде со разбистрен ум, што изгуби каде е сега. С душа распламтена таа се врати кон морето назад. Таму пак ширното море, гледајќи го с плачливи очи, тажна со таговен глас на татковина своја си рече: родена земјо е моја, татковино, крају мој роден, бедник те оставив тебе, ко робови бегалци, кога бегат од Господар свој, па си тргнав кон ицките шуми, в снег за да бидам и в студени места над зверови диви, секое дувло нивно подивено за да го видам, каде по кои ли места, татковино, јас да те сместам? Самата зеница сака да насочи поглед кон тебе, дури за кратко е време од збеснатост лишена душа. Предпоставува дека повторно ќе го фати лудило. Јас зарод домот оддалечен во овие шуми да скитам, лишен од имот да бидам, татковина, роднини друшки, далеко зарод гимназии, плоштад, палестра да бидам. Атис сега се присетува на својот прегешен живот, кога живеал сите фази на неговиот досегашен живот. Ефеб се однесува на адолесцент и сега се наоѓа во период кога треба да премине во зрелост. Затоа некои толкувачи велат дека песната е всушност неприфаќање на созревањето и отфрлање на сексуалноста. Следува каењето за чинот што го сторил. Вели: бедна, о бедна ти душо, да жалиш непрестајно треба. Каков ли облик на човечко тело не сум имал уште? Не сум ли жена и не бев ли момче и ефеб и дете? Цвет на гимназија не бев ли? Слава на говори школски? Полни ми беа и порти и прагови трепетни куќни. Нели ми беше домот со венчиња овенчан цветни, кога во зорите требаше соба да напуштам своја. Сега пак што сум? На богови робинка? Кибелина слуга? Јас ли мајнада да бидам, дел од мене јалов пак машли? Јас ли да живеам снежните места на зелена ида? Јас ли пак живот да водам под високи фригиски врвој, каде што кошута живее, вепарот дивка и што скита? Веќе, о веќе, јас жалам, што направив, веќе се кајам. Ова е конечно освестувањето, но тоа е нешто што не се допаѓа на божицата Кибела кога ќе го слушне. Затоа следуваат следните стихови.
Тогаш Кибела ги пушти лавовите своји од јарем. Како што видовме на релјефот, таа е прикажана со пар од лавови, како ја влечат незината кола, затоа што сепак таа е божица што се слави надвор од цивилизацијата. Поттикнувајќи го, оној од левата страна му рече: жестоко кон него тргни, дај нека гневот го гони, направи да судар на гневот вратен во шумата биде, сака зар слободно многу од царството мое да бега. Затреси опашка грб, подготви си удари твои, напред да одекне целото место со татнеш и врева, мускулест врат и грива златеста затреси диво. Закана таква му кажа Кибела и одврза јарем, самиот звер пак со душа здивена брзо си појде, ржеше, газеше честар, одејќи со скитнички чекор. А кога стигна до влажните места на крајбрежје Бело, нежната Атис го виде близу до морето рамно, направи напад, а овој кон шумата безумно тркна. Каде за сиот свој живот, за секогаш робинка стана. Значи, повторно потребува женски род овде. И на крајот, пораката на поетот, односно универзалната порака е: Божице велја Кибело, господарке наша на Диндим, далеч нек биде од мој дом, господарке гневот твој голем. Други ти води ги взанес, други во лудило води. Оваа песна е уникатна на неколку начина. Таа е единственото зачувано дело од античкиот свет што е напишано на еден галијамски метар, што се смета за хеленистичка иновација, што има хипнотичен рататат некој си ритам, меѓутоа препевот овде е направен во дактилски хексаметар и потсетува на тапаните на евнусите свештенички на големата мајка што го користеле. На некој начин песнава е како психолошко ремек дело, сосема поразлично од која било друга грчка или римска песна што ја познаваме, затоа што со некаква кошмарна прецизност ја доловува таа безизлезна, ужасна судбина на едно грчко-римско момче, велам, затоа што приказната е грчка, но сепак ни ја представува еден римјанин, кој во возвишен миг на некоја си антисексуална екстаза всушност се одделило, и тоа во секоја смисла, од својата земја и општество, како и од машкиот статус, што ја дефинира неговата екзистенција. Но како и сите песни на Катул, ниту оваа песна не треба да се чита еднозначно. Катул не сака просто да ја запознае римската публика со некој си хеленистички мит, туку преку тоа дава своји ставови за одредени работи. Во конкретниот случај, можеби тоа е неговата врска со Клодија, со лесбија, во која Катул е во подредена положба. Се работи за жена која што е 10 години повозрасна од Катул и која била ноторно позната затоа што имала повеќе љубовни врски. Катул е еден од тие љубовници на Клодија, кој пати за незината љубов. Меѓутоа и со презир на повеќе места ни ја прикажува, затоа што името лесбија не е ставено само заради тоа што има иста метричка вредност со Клодија, или пак затоа што тој ја обожава поетесата Сафо од Лесбос, туку затоа што жените од Лесбос во периодот кога живее Катул се познати озлогласени по проституцијата. Затоа и го дава овој назив на љубената која што истовремено ја презира. А тоа, впрочем, го кажува и со песната Оди е тамо, со краткиот епиграм Мразам и љубам. Истовремено, тоа го гледаме во сите негови песни во однос на неговата лесбија. Текстот на оваа песна е препев, мој препев, кој може да се најде во повеќе изданија. Првпат е издаден во научното списание, електронското научно списание Систас во 2005 година.
може да се најде во антологијата на светската поезија, издание на Арс Ламина од 2015 и во најновата антологија на античката лирика, издание на Чудна шума. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме во некој од наредните видеа.